добар беше предлогот ова собрание да си ги скрати маките и наместо да носи или менува десетина закони, само за да се блокира една општина, мислам дека ни треба владата да си предложи еден искрен закон за општината Центар. И во него ќе стојат неколку работи. Правило број 1 е дека се што важи за сите општини за Центар не смее да важи. Правило број 2 е дека земјиштето ќе си го продава владата на Груевски за феноменални 71 денар квадрат. Дека земјиштето ќе го продава владата, дали е тоа Груевски, дали е Јанакиевски, сеедно, на фирми кои ќе добијат дозвола да конкурираат, пошто нели во центарот на Скопје земјиштето вреди 71 денар квадрат. И нормално е во оваа држава медиумите да се казнуваат за наводна клевета 9 или 10.000 евра, а за 3.000 евра некој да купи земјиште 500 метри од овдека. Во законот треба да има и други одредби, дека на општина Центар и се забранува да провери кој, например, градеше дивоградби во изминативе години кога ВМРО ДПМН е владееше со општината. На општина Центар треба да ја биде со тој закон забрането да провери кој од министрите и кој од пратениците си ги легализираше дивоградбите, станови или згради во општина Центар. Интересно е дека денеска овдека ќе чуеме многу погрдни зборови за естаблишментот кој живеел во централното градско подрачје. А како се вика овој ново создаден портокалов буржуаски естаблишмент? Сите се истрчаа у Центар да купат станови, освен што ги кријат, втората заедничка точка е што сите од тие станови се у Центар. Слушам и градоначалници на ВМРО ДПМН од други општини, сите станови во централното подрачје на естаблишментот. Министерката за внатрешни работи не 2 стана. 2 стана со дивоградба во општина Центар. И тоа е проблемот зошто општината Центар не смее да има вработени. Тоа да не го истражуваат. Да не истражуваат, например, на улица Донбас, кој ден денеска има нелегализирани згради, а при тоа успеваше на луѓето да им продава станови. И денеска тој да излегува да збори против Жерновски. Жерновски мора да се сопре по секоја цена, затоа што криминалот не сака да излезе на виделина. Естаблишментот во Центар денеска се 2 сина на Силвана Бонева, чии што 375 евра се пријавени во анкетниот лист. Ама 2 стана од 300 и кусур илјади евра тие чудно исчезнаа. Естаблишментот во Центар се и серија други. Генерален секретар слушаме на влада. И тој е естаблишментот во Центар. И што е целиот проблем со општината Центар? Една општина е. Ама тој криминал кој сиве овие години го вршите во таа општина не смее да биде откриен. И тоа е проблемот. Не смеат да бидат откриени сите оние така наречени хотели кои станале згради. Сите оние катни гаражи кои станале трговски центри. Или тоа не знаете, господа пратеници од владеачкото мнозинство. Кога ќе поминувате покрај Зебра, нема да видите дека нешто личи, ама не е баш катна гаража. Кога ќе поминувате кај оние згради, кај Адвокатската уличка, ви изгледаат на хотели. Кога ќе ги погледнете зградите на вашите бизнисмени, искриени имоти, вам ви е јасно дека ако општина Центар не се сопре, дека криминалот ќе продолжи да тече во јавност. И затоа се прави специјален полузакон, оној другиот е во другата сала, со кој на општина Центар нема да и се даде да има функционална администрација. Не дај Боже да видат што се легализирал Тодоровиќ. Тодоровиќ може да и го пуштивте низ вода. Ама она што за вас е важно е да не се види за кого легализирал Тодоровиќ. Мислите дека е во ред владата која предлага легализација наводно на имот да има министри кои си легализираат мансарди? Мислите дека е тоа етички? Или малку е неетички? Што би рекол министерот Никола Тодоров, кој после тоа престана да збори и за тендерот и да кажува дека би го поништил да може, откако му дадовме аргумент дека може. Ама еве, до ден денеска не сака. Зошто до сега функционирал законот, заменик министерот пробував да го прашам и на комисија и на
на дебатите надвор од комисија, што се случи во меѓувреме и зошто е потребен членот 4. Да ве подсетам за тие што дискутирате за законот, нели, не знам колку сте го прочитале, барањето за основање на агенција и упис во регистарот, документите за исполнување на условите согласно овој закон и начинот на нивното обезбедување ги пропишува министерот. Што правевте до сега, заменик министре, кога министерот не можеше да ги пропишува? Па 5 члена има во законот кои кажуваат кои све документи треба агенцијата да ги даде. Значи, напишано е преку цел закон. Овој закон се менува за да министерот може да блокира било каква агенција за привремени вработувања нова, што можеби ќе се охрабри и ќе учествува на тендер во општина Центар. Ќе се охрабри. Декра се сеќавате што и се случи. Го кршела законот, требало да и се земе лиценцата. Па погледнете, од тој момент навака, откако Декра се повлече од Центар, работи. Не е проблем на општина Охрид, например, да ги користи услугите на Декра. На Центар беше проблем. Еве го тендер, 500.000 денари. Јавно предпријатие за државни прашања не му е проблем да ја користи Декра, тендер 9.630.000 денари. И така натаму, и така натаму. Не, проблем е кога општина Центар ќе ангажира. Има една измена на законот, која и не е така лоша. Тоа е во членот 1. Ќе видите дека ако сакате да имате агенција за привремени вработувања, и ако таа се пријави на одредена адреса, таа ќе треба просторот да го докаже или со доказ за собственост, или со доказ за закуп. Така е, треба да се стави ред во оваа работа. Ама зошто оваа иста влада не го применува тоа во многу други области? Например, зошто ова не го стави за фирмите на кои им дава милиони денари, што во здравство, што во маркетинг? Како е тоа возможно овде да е проблем, а, например, само 7-те, јас сега што ги изброи фирми на градски стадион без број да не се проблем? Или, освен закон посебен за Центар, ќе имаме и закон посебен за ТВ Сител и останатите телевизии поддржувачи на власта. Кај нив може да се пријавуваат 1001 фирма, кои преку ноќ се раѓаат, преку ноќ умираат и преку ноќ милионски тендери добиваат од власта. Пазете, за агенција за привремени вработувања, министерот ќе побара доказ за закуп или за собственост. Ама кога министерот за здравство ни купува медицинска опрема вредна 1 милион евра, не проверува каде е таа фирма. Не проверува дека во тендерската документација таа потпишува и друга фирма, ама од таа друга фирма нема ни печат. И ќе глумат, или вистината ќе ја говорат од градски стадион без број, не сме знаеле дека има фирма, пазете, фирма за милионска медицинска опрема. Тоа што важи за нив, за општина Центар не важи. Тоа што важи за нив, за агенциите за вработување кои можеби ќе одлучат да работат со општина Центар не важи. Сочувајте ги живците и прстите на парламентарното мнозинство, господа од владата, и дајте им еден закон со кој ќе кажете дека во општина Центар нема живеачка. Освен за надобудните луѓе од ДПМНЕ, кои нели се ново креираниот естаблишмент и мора да купат по многу станови и многу нелегализирани дивоградби. Проблемот е дека во општината Центар луѓето кои што се вработувале нели биле проблематични, немале што да прават. Роза била археолог, зашто да ја примаат? Напротуѓер може да одат луѓето и да вработат денеска во Центар, така? На Дзинго внукот може да оди и да работи таму. Ама другите, не, тие не смеат ни пристап да имаат во општина Центар. До ден денеска не чувме која е вистинската, барем алиби причина за власта да го менува овој закон. Една причина не ни кажа заменик министерот да каже овој беше проблемот со агенциите, затоа го менуваме законот. И станува јасно дека владата по секоја цена ќе сака да ја спречи не општината Центар да функционира, сака да ја спречи општината Центар да испитува кој се беше вклучен во коруптивните и криминални сделки низ општината Центар, со дивоградби, со станови непријавени и се разбира со земјиште кое што се купува за феноменални 71 денар. Заради тоа се носи овој закон.
И заради тоа овој закон треба да ги засрами сите оние кои што ќе притиснат на Благодарам.